Назад во студиото, како што кажавме, декември е месец кога се носат и дискутираат буџетите за идната година. Доцна синоќа беше изгласан државниот буџет за 2021 година, која исто така ќе ја поминеме барем по онаа прва половина од наредната година во знакот на коронавирусот. Но за тоа, што се случуваше во нашето собрание, во законодавниот дом, денеска ќе поразговараме со пратеникот од редовите на СДСМ Мартин Костовски. Добро утро и благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од денешниот утрински брифинг. Добро утро од моја страна, благодарам за вашата покана. Се надевам дека ќе има можност со вас да ги споделиме сите оние активности кои што имаше собранието во однос на донесувањето на буџетот за 2021 година. Доцна синоќа, нешто пред полноќ го изгласавте буџетот кој ќе тежи 4 милиарди евра без опозиција. Некако како непишано правило, како да е пракса буџети да носиме со бојкот во тензична атмосфера, па еве и во поголем дел од случаите без опозиција. Зошто е тоа така? Зошто народните избраници не можат да се согласат за толку важни, исклучително важни теми како што е буџетот за наредната година, односно како ќе се трошат парите на граѓаните? Токму така, диаметрално спротивни ставови во однос на нашата обврска да донесеме буџет, еден од најважните документи за самата држава, како која ќе одат сите економски текови во општеството. Вкупните приходи на буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година се планирани на ниво од 212,6 милиарди денари. Истите се за 8,3% повисоки во однос на вториот ребаланс од 2020 година. Сезонно, додека расходите се планирани на ниво 247,5 милиарди денари или за 2,1% пониско во однос на вториот ребаланс од 2002 година. Вака планираните приходи и расходи резултираат со буџетски дефицит на ниво од 4,9%, од планираниот бруто домашен производ или во апсолутен износ од 34,9 милиони денари. Планираниот дефицит е во согласно со определбата за фискалната консолидација. Дефинитивно многу пати и на комисиската расправа која што за јавноста беше достапна на собранискиот канал, која траеше 10 дена, 3 дена разговаравме по општ претрес заедно со опозицијата, 7 дена имавме можност амандмански да ги расправаме сите оние амандмани кои што беа навистина многу. Прифатени се 18 амандмани и 5 дена имавме можност за собраниска расправа заедно со опозицијата. Многу пати потенциравме и јас лично имав свој удел во делот на донесувањето на буџетот, дека распределбата на буџетот е во однос на заздравување на македонската економија по однос на кризата од коронавирусот, самото справување со коронавирусот, бидејќи знаеме дека и во добар дел од 2021 година секако дека вирусот ќе остане присутен во нашата држава. Едноставно разговаравме дека ова е граѓански буџет, дека ова е буџет произлезен од самите граѓани. Освен поддршката во здравствениот сектор и поддршката во економијата, третиот приоритет на буџетската политика за 2021 година е напречено финансирање на основните функции на државата и поддршка за реформите во правосудството и евроатлантските интеграции. Опозицијата целиот овој период, можем да кажем, слободно повеќе од 3 месеци, се однесува, верувате, крајно неодговорно, крајно арогантно, крајно не во согласно со она како треба да се однесува една европска опозиција во законодавниот дом. Го знаете и примерот со филибастерингот, го знаете и примерот со кочењата, со напуштањата на голем дел и на комисиски расправи, на голем дел и на седниците на пленумот, со што навистина имавме примери каде што заболени пратеници од ковид вирусот од мнозинството не беа во можност да присуствуваат физички на самите седници како на комисиите, така и на пленумот. Тоа опозицијата го користеше многу дрзко, многу безобразно и се доведувавме до ситуации неколку пати
да бидеме на работа поновно. Тоа беше случај вчера. Нивната лицемерност и неодговорност и во однос на донесувањето на најголемиот и најбитниот документ за државата, буџетот, се покажа на дело и сношти, односно опозицијата замина, а коалицијата предводена од СДСМ и ДУИ го донесе. Господин Костовски, велите дека однесувањето на опозицијата е неодговорно, а се сеќаваме дека во минатото истото го правеше и вашата партија и го бойкотираше собранието, и исто така предлагаше амандмани и исто така ја обвинуваше тогашната владеачка партија за она за кое што сега тие вас ве обвинуваат. Кога ќе се промени ова состојба на меѓусебни обвинувања, поточно само на промена на партијата која обвинува и која е обвинувана? Кога ќе почнат народните избраници од сите партии да вакви прашања важни за државата да ги решаваат малку поконструктивно, па им далеку поодговорно? Во голема мера се сложувам со логиката и оправданоста на прашањето кое што го поставувате. Нормално е дека законодавниот дом треба да биде синоним на демократија, арена каде што ќе се бориме со спротивставени мислења, ќе ги браниме аргументите, ќе се залагаме за подобрите законски решенија од различните становишта. Меѓутоа, да, и СДСМ кога беше опозиција, навистина имаше конструктивен удел во делот на донесување. Се надевам дека акцент ставате на деловникот, донесувањето на деловникот или на сите оние буџетски решенија изминатите години. Меѓутоа, зашто збориме дека опозицијата е крајно неодговорна и несериозна? Зборуваме зашто се наоѓаме во сериозна пандемија на коронавирусот, кој што коси навсекаде во светот. За жал и нашата држава не успеа да остане имуна на овој вирус. И ваквото однесување на опозицијата не доведува до едно ниво да кажеме дека опозицијата е крајно несериозна и неодговорна во делот на битните државнички одлуки кои што треба да се донесат. Филибастерингот е метод на еден, двајца или повеќе пратеници кои што преку своето однесување ќе допринесат се еден предлог или едно предлог законско решение да не биде донесено. Тоа беше пример со пратениците од партијата Левица, односно Крмов и Апасиев, каде што поднесоа небулозни, нелогични, некултурни и ван памети амандмани за самиот деловник, при што граѓаните видоа дека определени пратеници или определени партии се обидуваат да го деградираат авторитетот на самото собрание и да направат место арена за судирна мислења, како што кажев претходно, да направат еден циркус и театар за граѓаните. По тој, како што го нарекувате вие, циркус за граѓаните, беше изгласано враќање на парите на партиите, оние кои беа скратени поради ковид кризата, но многу сложно и без никакви тензии. Еве, предходно вие споменавте дека за деловникот, па и за гласање за парите како помош кои требаше да завршат кај граѓаните, имавме долги дебати, тензични атмосфери, но кога се работи за враќање на парите на партиите, некако сите народни избраници ги оставија зад себе своите партиски реторики и сложно го изгласа овој закон. Дали сваќате каква е перцепцијата на јавноста по овие случувања во законодавниот дом? Да, и во делот на ова што го рековте, јас мислам дека конзистентна и едноставно нормално позиционирање на СДСМ беше и во делот на враќањето на парите на кај партиите. Имавме континуирано однесување. Значи, ние за многу работи во државата имаме определен став кој што колку и да не е популарен, колку и да е тежок, меѓутоа сме тука да разговараме, да дебатираме и да преземеме одговорност за се она што треба да значи почеток, односно продолжување и континуиран процес за подобрување на условите за живот на граѓаните. Лицемерието го видовте и од самата опозиција. Не сакам веќе, мислам дека и граѓаните се преуморни од меѓусебните препукувања,
помеѓу власт и опозицијата, небитно кој да е на таа позиција, меѓутоа сериозноста се гледа во оние моменти кога што партиите треба да имаат цврст став за продолжување на континуиран развој на државата, односно и тековен развој на некои определени настани. Само уште едно прашање, кога е вчерашното гласање на буџетот тема, зошто го изведовте оној трик со бројот на пратеници? Опозицијата кога ја напушти салата, мнозинството броеше 59, а веднаш по напуштањето на опозицијата во салата дојда точно 62 пратеници. Зошто беше потребно тоа? Не бил кажал дека е трик или некоја намештаќа, меѓутоа одличен момент да видат граѓаните каква лицемерна опозиција имаме. Опозицијата беше присутна 10-15 минути пред самиот чин на гласање и трите пратеници, моите колеги Боби Мојсовски, Бисера Костадиновска и Тарко Каевски беа во канцеларијата и чекаа да бидат повикани од страна на координаторот, односно беа вклучени во целокупното работење целиот ден, односно неколкуте дена за расправата на пленумот. Меѓутоа опозицијата, имајќи предвид дека може да наштети на парламентарното мнозинство, да не го обезбеди самото мнозинство, излезе од салата и на вистина може би се надеваше дека ќе влеземе во времено финансирање, дека ќе има исплати само за плати и надоместоци, дека ќе нема пари за земјоделците, за здравството, за предпријатијата, за стопанството. Меѓутоа, СДСМ, коалицијата заедно со СДСМ е одговорна, како што многу пати досега сме покажале, така ќе биде и во иднина, односно ќе работиме само во интерес на граѓаните и на ништо друго. Она што исто така е во фокусот кога е собранието во прашање овие денови е законот, односно предлогот кој предвидува двојни државјанства, односно двојни државјанства за амбасадори. И Советот на амбасадори и голем дел од поранешните амбасадори и дипломати се јавија со негативен став, веднаш потоа владачкото мнозинство го повлече овој закон. Што се случува? Дали ќе се инсистира до крај, дали ќе се прават измени, што ќе се случува со овој закон, бидејќи веќе има и најави дека овој закон, поточно изјави дека овој закон не е во согласност со оној за класифицирани податоци за улогата на амбасадорот. Значи, секое законско решение кое што ќе биде донесено од страна на законодавниот дом на Република Северна Македонија мора единствено да биде во интерес на подобар живот и подобри услови на граѓаните, а во конкретниот случај за подобро функционирање на самите институции кои што се репрезентатив на самата држава. Во наредниот период нормално ќе се направат дополнителни консултации, координации и пратеничката група на СДСМ ќе донесе став како ќе се однесува понатаму во однос на прашањето што го поставивте. Ова ме прашав бидејќи исто така е и безбедносно прашање, токму со тие закони се косеше до сегашниот предлог, не како што велите, останува да видиме. Очекувате ли дека наредната 2021, која веќе кажавме на почетокот исто така ќе биде одбележан во знак на корона кризата, но ве прашувам за вас и вашите колеги. Очекувате ли малце повеќе слога наредната година и малку повеќе разбирање од сите парламентарни групи? Јас очекувам дека целиот свет, вклучително и нашата држава, ќе успее да ја стави под контрола пандемијата со коронавирусот, дека 2021 година ќе имаме помирни и посреќни денови како на лична основа, така и на фамилиарна и на општествена. Дали очекувам дека опозицијата би била поконструктивна? Мојот одговор за жал ќе биде не, имајќи предвид како се однесува целиот овој минат период, немам аргументи со кои што можам да го подкрепам моето позитивно мислење за нивното однесување во наредниот период. Се надевам дека можеби и ќе сватат, ќе разберат дека со таквото игнорантско однесување, со однесување на немање став за многу битни работи за животот на граѓаните и за функционирањето на нашата држава, не се добиваат политички поени.
поени, симпатии кај граѓаните и гласачите, генерално кај електоратот, може да се стекнат по една и единствена основа, тоа е одговорно однесување, домаќинско однесување, имање став за сите работи кои што излегуваат пред нас и едноставно можност и креирање на понудени решенија каде што нормално граѓаните на крај ќе изберат кое е најдоброто за нив. Господин Мартин Гостовски, благодарам што одвоивте време утринава да бидете дел од утрински брифинг. Секако се надеваме дека во наредната година и ќе се гледаме овде во студиото и ќе ги намалиме овие зум повици. Ви благодарам уште еднаш што одвоивте време. Благодарам и на вас. Убав